чекам само со ова, не можам да се смирам. Бегаш само како мислиш да те стигнам. Baby, не сум тука да си играм. Арогана, али тоа е окей. Се прави важна уште од првиот ден. Вајбот на реплей. Се молам ова да е вистина, да не е фейк. Фейк како мелодија. Низ град со ки. Денес сме на промоција на еден од моите омилени македонски артисти и според мене легенда на нашата македонска музичка сцена, а тоа е Тони Зен. За изборот и за изборот. Видите се исплатија, многу добро ги разбирам тие што не ме сватија. Правам се од љубов и пари да не сме сами. Да останам честен, пошто со музика сметки ја платив. Отворени се сите. Кажи ми, што те натера да направиш ова промена од хип-хоп музика во твојата младост до сега? Оваа промена сега, ова одамна, не е сега. Не, меѓутоа сега сваќам. само сега се сега се манифестира сето. Сега сум доволно зрел и подготвен да се представам овака како што сум вистински секогаш бил со ова дело, пошто ова е животно мое дело. И доста е ова има многу љубов, има вистина, живот, има убава музика, има убав концепт и ова сум ја устари највеќе. И сега кога ме слушаат овакво издание, многу и не ме знаат. Да. Меѓутоа и баш е тоа концептот ново, значи ги има двете плочите, ги има као двете изданија од мене, нели? Има еднава по мирна, по акустична, по джези, другата е по да би рекле клубска или така по напумпана страна. Значи тишината и галамата се во едно спакуван. Дали се сметаш за емотивен човек, вака кога те слушам дека збориш? Да, многу. Дури некојаш премногу. Добро. Вистина е тоа. Знаеш, вистина е и тоа течение на емоции или како и да е, едноставно не пробувам да го стопирам. Твојата промоција, твојата, како кажам, твоите две плочи се викаат изборот и изборот. Ова е едната плоча внатре. Да. Ова е другата плоча. Ова е од Изворот на изборот, албум од 2019 година, акустично сниман и 432 фреквенција штелуван секој инструмент. Ова е обратно од ова и се вика 277, другата страна на изборот. Кога сме веќе на оваа тема за реализирање на своите соништа, кажи ми која е некоја порака за младите од гледна точка на денес? Значи како си почнал ти како музичар од денешна гледна точка, како си имаш развиено, имаш пораснато пред јавноста? Знаеш како има една емоција или чувство, нешто што е постојано тече кај секого и па тоа негувате го. И верувате у тоа дека вистината е единствена тоа. Тоа е убаво чувство што прави да се случуваат убави работи и да се случува све баш како што треба да биде и кога треба да биде, све се случува како да е подредено. Да. И па пробете тоа да го следите. Кажи ми твое мислење за македонската музичка сцена, да кажеме од златните времиња на 2000-та па се до сега. Прво да ти кажам мое мислење за Тони. Добра. Тоа што јас сум малку постар, малку повеќе постар од тебе и јас живеев во ера кога растевме со Тони Зен, ама буквално, заради тоа што јас Тони Зен кога излезе имав некои 15-16 години и буквално беше една нова свежина во етерот, уште со урбана димензија. Понатаму како се движеше неговиот успех, започнав јас да работам на телевизија, имав можност и чест да го запознам и лично, да правам интервјуа, да се дружам, да модам на концерти. И можам да кажам дека еден од пионерите во она што се случи во златната ера на македонската музика. Зошто? Заради тоа што уште од моментот со Хамер испуштање на концерт и полнење Борис Трајковски и вадење албуми на секои 2 години со свежа музика, нова музика, па експериментација со Маракуја, па сите тие симбиози негови ги имам преживеано и јас лично на моја кожа. Можам да кажам дека ми е еден од омилените, ако не и омилениот артист. Ке ти откриам една тајна, сите албуми што ги има извадено ги имам, подпишано дури, така што мислам дека
младите генерации треба да го земат пример Тони како човек кој што беше бунтовен уште во тоа време и на некој начин постави некои нови стандарди за македонската музика и за македонската естрада генерално. Македонската естрада во моментов за жал е на едно незавидно ниво, што заради новите трендови, што заради тоа што се сервира од надвор и искрено верувам и се надам дека ќе се врати таа златна доба на македонската музика заради тоа што мислам дека имаме навистина квалитет кој што е препознаен надвор, а зошто ние сами да не си го препознаваме овде? Дефинитивно. Имате работено, како што разбрав, од млад во медиумите, така да кажете ми, бар си имате запознаена со многу артисти со се и знаете какви квалитети носеле они во тоа време. Апсолутно. Кажете ми, значи, кои се некои квалитети што треба ние како млади да ги примениме, особено во оваа некоја индустрија на медиуми, на внимание, на социјални мрежи, ова ново модерно време. Да, новите генерации се изгубени генерации кога станува збор за музиката, зошто заради тоа што некако трендовите наметнуваат повеќе од она колку што самите млади знаат да проценат што е добро според нив. Да. Затоа што музиката нели е релативна работа, квалитетот и се она што го носи, тоа што мене ми се свиѓа како вкус не мора да значи дека и тебе ти е убаво, но има некои параметри кои што не се бегаат и кои што едноставно налагаат да се почитува тоа што е направено. Тоа мислам дека недостасува во денешницата и тоа не е само во Македонија, тоа генерално и во светски рамки заради тоа што многу од артистите кои што ставиле траен белег како евергрини пред не знам 20-30 години, денеска се на некој начин подзаборавени, дури ми е жал што еве имам ќерка 8 годишна, ќе дадам некоја музика да слуша и девојчиња повозрастни од неа, што ти пушта вакви глупости татко ти, така што сметам дека музиката не започнала во 2025 година и дека има некои работи кои што треба да се слушнат како лектира за на крајот од денот да може слушателот да процени што е добро и што е квалитет. Океј, чим ги имате сите албуми на Тони Зен, 3 омилени ваши песни? 3 омилени? Слобода, од Микроскопски организам, од постарите да речеме Пас, Скопје е мој град, дефинитивно, мислам, таа треба да биде химна. Пас. И спушти се доле, ама еден. Кога го гледате Тони Зен, дали на некој начин се инспирирате како млади девојки, посебно и ти како артист? Искрено, јас како млада девојка, повеќе се навлегов во категоријата на рап кога го слушнав Тони Зен, затоа што он на друг начин ја искажува римата. На друг начин ги пишува песните и тоа во мене буди самодоверба, искрено. Да. Најпрво ме инспирира како човек, а после тоа и како артист, затоа што еве јас сум млад надежен артист, па дефинитивно има поразличен стил од тоа што раперите го имаат. Некако сака да меша стилови и тоа мене исто така многу ме инспирира и во врска со користење на различни теми, различни зборови, стилови, сето тоа. Исто така работата со него дефинитивно многу работи ме научи. Денес сме на промоција на стихозбирка, исто така и на 2 плочи на вашиот син. Како е да израснете човек, млад човек, што има добиено толку многу внимание од македонската сцена и што има творено, има создадено такво музичко дело што се случат ден-денес со моја генерација? А баш сега се потсетив на почетокот на Тони. Во собата имаше еден компјутер, па купивме музичка картица, па почна со текстови, нисходник една песма, па друга, па оваа не му се свиѓа, па оваа му се свиѓа, па еден спот, друг спот и више знаевме која песма ќе се појави на радио. Дели? Наш гостин беше Слаткар, па почна со него направија нешто, па после со него, кога више стана Тони Зен, нели? Почна по студио и више ние дома немавме информации што снима. Значи, он цело време додека беше дома, се собираат другари негови, му дава идеи, ај вака ќе биде, ај вака ќе, па ова ќе биде пона, и после ќе искочи песмата, ја знаем. Ама после више
еве до ден денеска само слушаме дека нешто ќе извади, нешто ќе има, а како татко се гордеам, нормално. Секој би сакал да има син вак пример. Ваков калап направено. Знаеш што да кажам, можам само да кажам, фала му на Господ, што, ете, од никој ништо малски кошаркар стана звезда. И сега, како што гледам, во Македонија има млади рапери, ама то не е горе. За дали луѓе од народов се задоволни, покажуваат концертот, вакви настапи, у еден кафич по градови. Значи, он е више, што би рекол јас, калап направен македонски рапер. Браво. Дали од секогаш се го поддржувала и на истиот ваков начин? Секогаш, значи, што му требаше на почетокот за музика, зборам за опрема за снимање, нели тоаш компјутерите почнува, па ај ваков компјутер, па ајде ваква картица, па ај вака ќе направиме. Сега вака сакам и да продолжи. Јас едино што ми беше голема желба, што не продолжи со спортот. Ја бев спортиста на високо ниво. Он со ногата е повреди, престана со кошарката, се фати за музика и еве до ден денес ова е. Дали мислите дека сите млади треба си го следат сонот по примерот на Тони и дали сите родители треба си ги поддржуваат своите деца? Само ќе повторам еден цитат Тони што го спомнува. Вика, живеј го сонот, не го сонувај животот. Така ли? Апсолутно е така. Ви благодарам многу. Друго нешто? Тоа е тоа од мене, искрено, супер беше. Лајк. Фала ви многу.